Истражувањата за ефектите на аерозагадувањето на кожата се од понов датум. Пред 10 години започнаа студиите на таа тема. За тоа дали големината влијае на ефектите на кожата, практично и да нема вистински истражувања или истите се во тек. Кожата е различен орган од респираторните патишта, каде што има детални истражувања и сознанија кои димензии на честици остануваат во горните респираторни патишта, кои димензии одат во подлабоките слоеви на респираторниот тракт. Велам за кожата има многу малку истражувања, но знаејќи физиологијата и градбата на кожата, може да кажеме дека тоа што се нарекува PM10 и ги означува покрупните честички, очекуваме дека ќе остане на површината на кожата, затоа што е преголемо за да навлезе во длабочина. Честиците што се во димензии од 2 до 2,5 микрони, тие би можеле да навлезат, особено трансфоликуларно, низ отворот на влакното, во длабоките слоеви. Она што најмногу загрижува и кое што прави најголеми ефекти на здравието воопшто, па и на здравието на кожата, се тие ултрамали партикли со димензии кои што се на наноскалата под 0,1 микрон, кои што навлегуваат во сите ткива, органи во секоја клетка и ги окупираат митохондриите на клетките, оптеретувајќи ги со елементи со кои што митохондријата не може да се справи. Практично, митохондријалното труење е основата на сите ефекти на загадувањето на сите органи, па и на кожата. Последните истражувања покажуваат дека основниот механизам со кој што состојките на тие партикли на загадувањето конечно го предизвикуваат тој феномен на инфламејджинг или старење на клетката, односно старење на ДНК на клетката, или процес кој што е основа на сите понатаму заболувања поврзани со загадувањето.